Од 1 јули на позитивната листа на лекови се вклучени 3 нови лекови против згручување на крвта: еноксапарин, надропарин и ривароксабан. Овие лекови сега се достапни во аптеките и ќе се земаат со упат на специјалист, плаќајќи само партиципација, соопшти директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Кај еноксапаринот се достапни 2 бренда. Кај надропаринот е достапен 1 бренд и кај ривароксабанот во почетниот период ќе биде достапен 1 бренд. Што ово ќе значи? Следен. Ово ќе значи заштита на граѓаните и олеснат пристап. Знаеме дека овие 2 антикоагулантни први беа достапни со рефундација. Од сега понатаму ќе бидат достапни на позитивна листа со рецепт. Овие 2 антикоагуланти се во рангот од 1100 до 2700 денари, ценовен ранг во зависност од дозажата и големината на терапијата. Сега ќе биде достапна за партиципација од 160 до 240 денари. Клековски рече дека е претерана употребата на клексаните против згручување на крвта и дека треба да се внимава при давањето на антикоагулантите. Прекумерна и претерана употребата на лекови, тоа ќе мора да се стави во малку построга рамка за кои се индикационите подрачја каде што може да се препишуваат. Меѓутоа, повторно, конечната одлука врз основа на индикациите е на лекарот специјалист. Лекарот специјалист одлучува дали лекот ќе биде пропишан или не. За еноксапаринот и надропаринот тој ќе биде се уште достапен и во болничко лекување, бидејќи лек што се користи во болнички услови и ќе се користи сега за продолжено болничко лекување, условно да кажам, во домашни услови. Овие лекови минатата година беа најавени дека ќе бидат вклучени на позитивната листа до 1 јануари 2026 година, но одложувањето на овој процес, според Клековски, се случило поради административни причини.